Во свет каде што индустријата не простува грешки, а конкуренцијата е се поголема, обстануваат само најдобрите. Оваа недела во бизнис класа на YouTube каналот Мишко Иванов го имаме кособственикот или еден од собствениците на Актива, штипска компанија со светско реноме, Зоран Илиевски. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Штипска компанија, тоа намерно го потенцира. Да. Колку е тешко да се биде силен на големи пазари? Па, предизвикот е преголем. Посебно во последните периоди каде што предизвиците се неочекувани, односно светот после 2019 година, после короната дефинитивно носи своји нови предизвици, односно све што беше порано како стандард повеќе не важи, така да за да се остане конкурентен на овие пазари, дефинитивно мора да се многу пати интервенира на различни начини, односно да се биде флексибилен, да се биде прилагодлив, да може што полесно да се прилагодуваме на сите тие промени. Сега имате нова ситуација после короната, тоа е Така е. војната Израел, Америка, Иран, За кој што се уште ги очекуваме првите предизвици или првите консеквенции кои што би ги се уште мислам прерано да дојдат од кај нас, меѓутоа мислам дека би имало големи ефекти. Големи ефекти во смисла на повторно покачување на цената, затоа што повеќе ефекти би биле дефинитивно во зголемување на цените на ресурсите, на енергенсите, на репроматеријалите, тоа ќе биде неминувен ефект ако конфликтот продолжи понатаму. А од друга страна, ефектот врз индустријата, бидејќи за сега пазарите се мирни, односно нашите клиенти ги одржуваат годишните нарачки, побарувањата си течат нормални текови и се уште нема некаква конкретна реакција на таа тема. Знаете, зашто прашам, бидејќи кога беше короната и пред разговараме во студиото, говориме дека цената на железото падна, потеднаш отиде до плафон. Можно ли сега пак да се очекува такво нешто? Тоа е ваша главна сировина меѓу другото. Да, тоа го следиме ние тековно, затоа што факт стабилните пазари кои што беа, кои што спомнавме претходно до периодот до пред короната, со војната во Украина 2022 година имавме сериозни предизвици, каде што цената отиде до плафон, односно се покачи 4 пати од колку што беше номиналната цена. Им требаше 3 години да се врати повторно во некоја нормала, меѓутоа еве сега повторно овој конфликт индиректно влијае врз покачувањето на минералните суровини. Ајде, додиме на Актива. Актива е една голема фирма, еден, јас ќе кажам, гигант, со кој што не само Штип, туку и Македонија, неверојатно туку треба да биде горда, затоа што вработувате колку луѓе? Во моментот околу 580. 580. Приходите, како се движат сега? Не ја имам книгата пред мене, постојано сте во 200-те најуспешни. Да, континуирано може гордо се да се биде дел од тој тим, односно на таа листа сме веќе повеќе од 13-14 години во фирмите во топ 200 компании. Приходите минатата година заврши некаде околу 45 милиона евра, највисок приход ни е бил околу 50 милиона евра. Ова година очекувам исто да бидеме помеѓу 50 и 55 милиона евра. Сега прашањето е со големи трошоци, ова се приходи, не е ова профит, бидејќи кај приходите има и расходи. Сериозно. Чинам дека ви имате многу големи расходи, бидејќи е и голема индустријата која што ја работите. Како може да се прави профит во индустрија со високи трошоци? За да се прави профит во индустрија со големи трошоци, каде што приходите се, што спомнавте и вие, се едната страна, меѓутоа на другата страна не само да се направи профит, односно како и да се мисли на едината, како да се остане конкурентен, бидејќи тие 580 луѓе треба на крајот од денот да гледаат потенцијал и иднина во компанијата. Тоа се повеќе фактори кои што влијаат на таа тема. Оптимизацијата е една од оптимизација на производство, оптимизација на процеси, роботизација, дигитализација, тоа се основните текови или трендови кои што мора да се следат и да се имплементираат во кратки рокови за да можеме да останеме конкурентни на пазарот. И сега роботизација, тоа значи дека имате и роботи, претпоставам, така? Да. Можеби не на секаде, бидејќи имате и 580 вработени, но роботот може да го замени човекот реално? Значи,
моменталните искуства што ние ги користиме како компанија, ние имаме околу 15 роботски келии. Меѓутоа тие роботски келии се комбинирани, односно се во координација со управување на луѓе. Меѓутоа дефинитивно имаат поголем капацитет, поголема продуктивност од нормален заварувач, да го формулирам тоа во нашата индустрија. Роботот има поголема Поголема продуктивност дефинитивно, значи еден робот заменува по метра вар колку што може да завари во еден ден, значи некаде околу 4 до 5 пати зголемена продуктивноста. Меѓутоа тоа не значи дека тој е комплетно автономен или дека тој го прави процесот. Мора да биде поддржан од оператор, мора да биде поддржан од логистика кој што ги врши сите надворешни манипулации при поставување и вадење на тие елементи. Колку или бидејќи на почетокот ве најавив како кособственик. Вие сте двајца браќа, Така е. и вашиот татко Иле Николов, Сашко Николов и Зоран Илиевски. Сега, оној прв момент кога почувствувавте, преземате одговорност за еден, пак ќе кажам, тој е голем систем. Бидејќи јас во компанијата сум од 2009 година по дипломирањето на електротехничкиот факултет, односно веќе сум 18 година на Вие сте електро. Сашко е машинец, машински инженер, а Иле градежен. градежен. Добра комбинација. Добра комбинација. Така да при моето влегување во компанијата ние бевме средна компанија со некои 150 вработени. Така да сум присутен во целиот раст на актива како компанија, односно од компанија со 150 вработени до компанија до 580 вработени, компанија која имало 5 до 6 милиона евра промет до компанија која што сега има околу 50 милиона евра промет. Така да за да се биде дел од голем систем, одговорноста е преголема. Односно, едно е одговорноста кон компанијата, другото одговорноста кон вработените, кон нивните семејства, кон обезбедување на тековни средства, плати, трошоци, така да сето тоа мора да биде под добар мониторинг, мора да биде тоа добро изменаџирано, за да може нормално тековите да бидат нормални. Зоки, како изгледа на компјутер вака кој ќе видиш милиони евра? Бројка. Значи, а како ја доживаш? Секоја бројка, вака, знаеш, секој добро. збориме нели 50 милиони евра, сега таа не легнува одеднаш на компјутер. Значи тоа не се пари кои што мислам се лежат на исто место, што е имаме 12 месеци, имаме секој месец прометите се движат во различни нивоа, меѓутоа тоа се нормални текови, односно на крајот од денот за да се направи одредена реализација, ти мора да имаш, како што спомна, и ти одредени трошоци. Така Апсолутно. Како изгледа? Се е нормално, мислам дека и малите бизниси или големите бизниси коефициентот е исти, само бројките се со повеќе нули. Па се обидувам да влезам во мантрата на еден бизнисмен како тоа изгледа, знаеш. Обично луѓе ова како седат сега и така некако тоа милионите им изгледа чудно, вау. Милиони. Па, добра, а тоа кај вас изгледа во вашата глава претпоставам изгледа од тука легнале префарли таму, дај таму. Така е. Меѓутоа затоа кажав, ние не сме компанија која што за една година преминала од промет од 3 милиона денари на 50 милиона евра. Компанија која што веќе 25 години работи, така да континуирано да секоја година не навикнал нас на тој раст, односно секоја година да бидеме подобри, секоја година да имаме зголемен промет, а веќе сме се навикнали на претходната година на тие бројки и на тие резултати. Творецот или архитектот е вашиот татко Иле Николов и сега имате генерацијски јас или веќе се надополнувате добро во смисла на искуство, младост, следење на трендови, поделени обврски? Па мислам дека тоа е и формулата на успехот, односно ние го користиме искуството. Татко ми е архитект и креатор на компанијата кој што започнал пред 26 години. Ние сме влегле како млади дипломирани инженери исто во компанијата. Сме учеле многу од нив како генерација. Татко ми секогаш поддржувал нови идеи, секогаш поддржува нови идеи, така да пробуваме да го направиме тој спој на искуство, на нови идеи, на принцип на работа во кој што нема да се доведеме во конфликт. Односно, многу пати ние дискутираме, имаме различни мислења, не може се да биде синергично, имаме различни мислења за одредени теми, меѓутоа сите тие дискусии се за да ја донесеме правилната одлука.
Апсолутно. А поделени се обврските? Да, Еден работи тоа, еден работи, друг работи. Генерално Втора- Актива е фамилиарна компанија, Мгм. иако вработува 580 луѓе. Значи татко ми е креаторот на компанијата кој што ден денес со своји 68 години ствара, односно креира и е задолжен за брза имплементација на новите инвестиции, на новите погони, брза имплементација и сигурна имплементација на целите оние машински паркови кои што ги вградуваме. Од друга страна, мојот брат е задолжен околу продуктивност, околу производството на што се случува на дневно ниво. Мојата обврска е повеќе од старт била да се фокусирам на развој на нови клиенти, на барање на нови пазари, на водење на проекти, така да сето тоа во некоја комбинација функционира. Во компанијата, затоа спомнав како фамилиарна Да. компанија, се и супругите, така да сите сме тука на нешто. Што си сметаш за најголем успех себе си? Бидејќи бараш нови клиенти. Ајде прво дайте ми клиентите со кои сте работеле. Ванкол, знаеме сите, тоа е овде во зоните. Па како кој е мој успех? Јас како можам да кажам свој успех дека по моето дипломирање што спомнав 2009-2010 веќе бев активен во компанијата. 2011 година веќе бев дел од првата соработка со Ванхол, тоа беше проект каде што Актива мигрираше од градежна компанија во производствена компанија, каде што имаше проект за изградба околу 30 милиона евра, еден проект да се имплементира. Тогаш беше мојот прв предизвик и веќе на свој 24-25 години бев од една таква комплицирана инвестиција од таков проект. Сето тоа да се изменаџира и да се издржи и те како ми помогна понатаму да можам да ги менаџираме другите процеси. Како клиенти имаме клиенти од Европа, од Америка, од Блискиот Исток, покрај Ванхол имаме кој што гордо стаje на крајот од денот, ние како компанија имаме клиенти кои што со нас се повеќе од 10 до 15 години. Тука гордо го издвојуваме Ванхол, меѓутоа тука ни е ThyssenKrupp од Германија, тука ни е Virgin групацијата од Германија, една американска компанија фаза кој што работиме опрема за аеродроми, така да тоа се компании, партнери кои што со нас работат веќе 10-15 година и тоа само покажува дека сме се нашле на истабрана возложина. Упростено, Актива прави конструкции? Актива има повеќе дивизии, значи покрај конструкциите за индустријски хали и објекти кои што ги работиме, кои што е основната дејност. Актива функционира и во комплетно во делот на градежништвото се уште на високо ниво во комплет изведување на индустријски објекти, индустријски хали, магазини, комерцијални објекти. Тоа е првата дивизија со која што сме започнале од 2099 година. Кои се ваши објекти? Што сте ги работеле? Ситимол? Сме учествувале генерално во сите капитални инвестиции во Македонија, сме учествувале со челични елементи и во Ситимол, и во Изгейт, и во ТАФ аеродромот. Лидл? Во Лидл учествувавме исто во изградбата на ова кажи го на логистичкиот центар. 80% од челичната конструкција изработена или од челичните елементи изработена од нашата компанија, тоа е некаде околу 3000 тона челик. Меѓутоа сме биле главни изведувачи на многу индустријски капацитети кои што се направени во тир зоните, надвор од тир зоните, каде што Актива била главен изведувач. Надвор од Македонија? Надвор од Македонија, сега активно учествуваме во проект во Србија на Експо, работиме челични елементи. Сме моментално работиме на проект во Либија, каде што во изградбата на новиот карго аеродром во Бенгази, така да имаме повеќе. Вас ви одговарат овие војни, што повеќе војни после војните Актива доаѓа. И Шега на страна не. Градежништвото е гранка која што, нели, е прва гранка која што после такви конфликти кој што мора да влезе да функционира. Војните се дефинитивно нешто кое што никој не го Апсолутно не се шегува фал. Никој не го посакува и генерално ефектите од војните сите ги чувствуваме порано или покасно. Но по таа една војната еден ден ќе заврши реконструкција мора да има. Либија аеродромот рековте? Карго аеродромот во Либија, да. Аха. Челичната реконструкција за карго аеродром. Океј, како се добива бизнес во Либија? Ти си задолжен за тоа? Јас, да. Ти ги најде или они ве најдоа? Они не најдоа. Ја сега на ти почна. Вие ги најдовте. Они не најдоа генерално, меѓутоа пак ќе кажам, добрата референца се шири на ипак
како компанија веќе сме доста препознаени, не само во Македонија. Добриот глас надалеку се слуша и нема така поголема реклама од тоа. Нема поголема реклама од тоа, така да на тој начин, меѓутоа тука е, можеме да кажеме, и нашата упорност, кај што кога ќе видиме потенцијал за некој објект, бидејќи таквите проекти не доаѓаат само во актива, доаѓаат како барање за пулно на повеќе места, тогаш е агилноста или спремноста како компанијата ќе се презентира, како ќе пристапи на проектот, со која професионалност и како ќе дојде до склучување на договор. Понудата стигнува на мејл или обично во кафејана се прават на големите договори или грешам? Во јавноста ќе кажат на сите договори на маса се прават во кафејана. Можеби тука во Македонија не е тоа некакво правило кој што не го исклучуваме, меѓутоа дефинитивно Конкретно за Либија, на мејл ви стигна? Па, тука има и мејл, и вербална комуникација, и контакти преку наши соработници кои што оперираат на светскиот пазар, така да имаме повеќе ниво преку кој што доаѓа тоа. Сега, колку е предизвик тоа? Во која смисла? Го слушаш што бара, треба да му дадеш и реална слика дека можеш да го изведеш или не можем јас да го изведам тоа? Се случувало и таква нешто или? Генерално не пристапуваме во такви ризици, односно да не се провериме дали можеме или не можеме да го изведуваме, односно штом ќе добиеме некаква техничка документација, нормално таа се евалуира, се прегледува од нашите служби, тогаш се донесува одлука како да се пристапи кон проектот. Меѓутоа, од друга страна, пак и нешто ако не може да се направи, имаме партнери со кои што знаеме, добро го познаваме пазарот не само во Македонија, туку и во околината, со кого можеме да соработуваме, а од друга страна па исто така тие пекови пробуваме да ги следиме кај нас, што е она па што фали за воиднина, дали можеме да го имплементираме, дали тоа носи доходовност за следниот проект. Како еден вид подизведувачи ги земат или? Како соработници, не подизведувачи, туку компании кои што одговараат со нивните капацитети за одредени услуги кои што моментално не се присутни во нашето производствен капацитет. Колку роковите знаат да видат убиствен момент во смисла на брзање, трчање кон рок? Еве, споменавте Србија Експо до година 2027, значи добро, притисоците постојат, тоа е нормален тек од работењето, меѓутоа работењето под притисок често знае да донесе неквалитет, затоа треба да се менаџира и тоа работење под притисок, односно да се избалансира што е оно што мора да се направи, што е оно кој што си бара доволно време за да биде направено квалитетно, затоа што некои од конструкциите имаат и други функции. Во Србија што правите за Експо? Тоа е еден од многуте објекти таму, значи таму има многу компании кои што работат, значи има доста чиричарски работи. Главниот павилјон, главната павилјонска зграда кај што се наоѓа на проектот Експо, имаме чест таму да изработуваме чиричарска конструкција. Значи оно што ќе биде главната церемонија, ако можеме така да кажеме, од наши или од ваши раце или од раце на работниците. И сега, како се гради репутација во индустрија каде грешка чини навистина многу? Тоа е како се гради репутација. Репутацијата треба да произлезе, да биде препознаена од клиентите. Тоа е нешто што не можеш ти да го наметнеш на пазарот, колку и ти да се рекламираш или колку ти да го промовираш тоа дека ти си најдобар и дека нема подобро од тебе. Односно, клиентите треба сами да осознаат од твоите претходно изведени проекти, од конзистентноста како ти функционираш со твоите партнери, затоа на почетокот напоменав, ние со гордост кажуваме дека соработуваме со компании повеќе од 10 до 15 години. Штом тие компании останале да соработуваат со актива 10 години и да бидеме во топ 3 добавувачи, тоа се, ние спомнавме, кога ме спомна што се работи актива, не работи само градежни проекти, ние работиме и металопреработувачка индустрија, односно компоненти кои што се користат и во автомобилската индустрија, во градежни машини, во машини кои што се користат за рударство, за возови, трамваи, така да доста е поголем Палетата е поширока на тие производи, кај што секој производ има свој предизвик. И од кога ќе се воспостави таква репутација, тогаш е многу полесно да можеш да се класифицираш како добар добавувач. Кај автомобилска индустрија за кого работите? За Ван Хол.
за Тоа се Ванхол. автобусите, да. Тие се автобусите на Да. на Ванхол. Така е. Аха. А дали Ванхол е моментот кога актива испливува на Ванхол е дефинитивно дел од моментот кога исплива, односно кога се укажува шансата да добиваме можност да се работуваме. Таа можност никој не ти ја гарантира, односно ти добиваш, како што спомна и ти преска, барање за понуда, треба нешто да сработиш и то треба да го сработиш со цена, квалитет и рок. Доколку ти немаш една од тие три компоненти, не можеш да останеш 15 години како добавач. Така да тогаш свативме што значи таква индустрија, што значи дека компанија која што се бавела само со изработка на челични конструкции, дека може да мигрира во нешто друго. Тогаш сами како компанија направивме исчекор да направиме еден план каде сакаме да бидеме наредните 10 години, во тие 10 години што се треба да се направи како чекори и тој план го следевме. И тоа ни направи исчекор да после втората, третата година од соработката со Ванхол веќе да не останеме на само една компанија со која што соработуваме, да го зголемиме портфолиото на клиенти. И е зголемено тоа, поприлично бајање. Во бројка колку клиенти имате? Од прилика имаме клиенти со кои што соработуваме на, еве да кажам, на 3 годишни или на 5 годишни договори, имаме 5 клиента. Тоа се големи клиенти. Тоа се тоа што ги спомнав претходно компании кои што се од Европа, тоа се големи компании, големи корпорации. Тоа значи уживате нивната доверба за некој да направи договор на 3 или 5 години. Тоа значи дека едно што ја почитува актива, друго претпоставуваме почитува и работната сила, знаете, претпоставувам дека е битен и квалитетот на некој начин. Квалитетот е најбитен, значи некојаш цената тоест е битен фактор, меѓутоа доколку ти имаш најниска цена, ти не значи дека на крајот од денот ќе опстоиш како компанија, бидејќи цената треба да биде добро искалкулирана за ти да можеш да бидеш конкурентен, меѓутоа да ги покриеш сите трошоци, да имаш доволно средства за континуирани инвестиции и напредок. За да и тој клиент на крајот од денот знае дека она што го пласирал кај тебе како производ или развил производ што го работи со тебе, дека нема после година дена поради твоја неликвидност да треба да бара друг добавувач. Така да покрај цената се надоградува квалитетот, кој што е не дискутабилно. И како се прави тој баланс на помеѓу квалитетот и цената? Сепак да не биде цената ниска, а да биде и квалитетот висока. Дали тие големи компании кои што ги набројуваме и кои што евидентно се препознатливи по оној квалитет кој што го имаат, доаѓаат во ситуација да велат не ме интересира колку чини, интересира квалитетот. Има и такви компании, не сите се такви компании, бидејќи пак ќе кажам, тоа се производи кои што на крајот од денот се дел од финален продукт кои што имаат глобална конкурентност, така да не може они да платат било која цена за она што го поборуваат од кај нас. Мора тоа да биде избалансирано, односно ценовно треба да одговара во нивната ценовна политика за на крај да можат они да го продадат крајниот продукт. Меѓутоа има и компании кои што тоа се ретки случаи, тоа се работи за моменти кога компанијата нема друг излез, односно тогаш би платила не ја гледа цената, односно само сака да му биде доставена работа на време. Со кои предизвици во моментот, ние споменавме на почетокот, со кои предизвици се соочува металопреработувачката индустрија? Тоа дали е работна сила, дали со сировини, дали е енергија? Од се по нешто. Како клише тоа звучи, меѓутоа добрата квалификувана сила тоа веќе не постои. И се потешко може да се дојде. Односно, ние немаме како да кажам, центри на образование кои што можат да подготват за одредена индустрија. Сега тука е компаниите како ќе пристапат на тоа и како ќе најдат начин да може при новите вработувања да направи одредени обуки, тренинзи и да ги преквалификува тие луѓе, односно да можат тие луѓе да бидат додадена вредност. Ова зборите за луѓе од најниско до највисоко ниво или генерално за инженери, за оние раководни позиции или треба и за заварувач да се најде човек? Па дефинитивно за сите нивоа треба се. Знам дека знаете фала, затоа велам. Дефинитивно треба за сите нивоа да се најде, затоа што ние како нас во компанијата има околу 280 заварувачи. Така тоа е голема бројка
не само за Македонија, туку и за во регионот. Тоа се луѓе кои што 80% биле обучени кај нас и така станале заварувачи. Сега заварувачи, да. И сега Спомнати, значи ценовните флуктуации исто се голем предизвик кој што треба да се следат, така да предизвиците се од повеќе страни и затоа исполнав бизнисот пред 5 години сега дефинитивно не е исти. да, и тие ценовни флуктуации за кои што вие говорите знаат да бидат тешки или да направат притисок во смисла на тоа, еве сега имате криза која што не е кај нас, е на Блискиот исток, меѓутоа која што влијае на одреден дел на цената и сега вие имате договори со одредени фирми на 3 до 5 години и малку е тешко за било какво менување. Тука е вас ви растат цените, вие пред сметка сте ја правеле со една цена, сега цената пораснала. Затоа се битни стабилните политики и во околината во која што функционираш, нели, и не само флуктуација на цени на суровини, меѓутоа и околината, регионот кај што функционираш, да имаш стабилни политики, да можеш да правиш долгорочни планови. Тоа е една од основните начела. Втор момент, сега во вакви моменти треба исто да се или истра или да се види докаде може да се прими тој ценовен шок или да се искомуницира со клиентите на професионално ниво, односно да се прикажат сите реални трошоци кои што се направени во овој период и како тоа може да се компензира или не може, или тоа да се префрли за една година, така да тоа се повеќе теми, повеќе аспекти кои што не следуваат сега во наредниот период. Но во секој случај, Македонија има ли потенцијал да биде индустријски центар? Еве низ примерот на Актива. Секако дека има. Мислам, Македонија е држава која што била индустријски капацитет, така да Македонија, како и секоја друга држава, има да биде потенцијал. Каде што сме сместени, ние сме близко до Европа, имаме брз излез на море, така да можеме да бидеме добувачи не само на Европа, односно можеме да вршиме преку океански транспорти, така да секако дека можеме да бидеме индустријски центар. Сега, не е само на компанијата да порасне за да се биде индустријски центар, повеќе фактори влијаат тука. Спомнавме образование, спомнавме квалификувана работа, тука е поддршката на извозните компании, преку разни мерки за да можеме да пораснеме во. Колку тоа што Македонија е дел од НАТО значи, на пример, за вас како фирма за учество на странски пазари? Како Актива ние имаме сертификат за работа на проекти од НАТО, меѓутоа до овој момент, нели, Македонија е нова членка во НАТО, се уште не сме имале искуство или можност да партицираме во такви проекти, така да искрено немаме некое големо искуство или некоја поголема промена, дали имаме или немаме сертификат, односно дали сме били или не сме членка во НАТО, на НАТО проекти не сме имале можност да... Вие секако работите по европски стандарди, така да. Тоа одамна ние сме го поставиле како концепти, како ниво кај треба да се најдеме. А како се пробива, например, македонска компанија на странски пазари? Тешко е? Тешко. Значи, што објаснувате прво? Каде е Македонија? Да? Па добро, не сите луѓе се добро запознаени со географија. Местоположбата, да. Со местоположбата, така да тоа е анегдота, меѓутоа мораме добро да се објасниме прво од каде доаѓаме, кој е нашата референца, кој е нашето искуство во бизнисот што го работиме, како можеме да гарантираме дека доколку они бидат наши клиенти, дека ние можеме да ги задоволиме нивните барања квантитативно, квалитативно, ценовно, дали може да рачунаат на нас како компании на долгорочен план, бидејќи тоа се све битни алки. Дали имаме добар синџер снабдување, дали имаме добра логистика, така да повеќе аспекти влијаат за компаниите да одлучат да те земат за... Тоа е твојата задача, така? Ова е твојата задача. Ова е мојата задача. И објаснаш, добар ден. Ние сме Актива, доаѓаме од Македонија и да не прашате да ви кажеме каде е Македонија. Добро. Не, сега е полесно предпоставам, бидејќи веќе сте ве знаат веќе. Од повеќе аспекти Македонија било, мислам,
компаниите од Западна Европа секогаш мигрирале, односно прв излаз за нивните производи биле во не знам, во Чешка, во Словачка, во Полска, во Унгарија, во Кина, Индија, така да сега кога се изменија тековите, кога и Западен Балкан е интересен дел од нивниот nearshoring, односно добувачи со побрз и по гарантиран пат на испорака, ги препознаваат овие пазари многу полесно, меѓутоа тука се и другите аспекти што ги спомнавте претходно. Едно прашање кое што е многу интересно. Може ли македонска фирма да победи германска? Сега го зимам како... Дали можеме да победиме? Можеме да победиме секако, меѓутоа германските фирми дефинитивно имаат... Сега германска земја како пример, некоја европска. Значи, они имаат дефинитивно систем поставено на нас како компанија актива, како фамилиарна компанија или другите компании кои што се успешни исто во Македонија, мислам дека флексибилност и агилност и побрзо да реагираме за одредени работи, односно помалата бирократија, побрзото носење на одлуки, што мислам дека одлика кај посебно кај фамилиарните компании, дефинитивно може да победи во одредени аспекти каде што периодот е прекраток за да се имплементира некој нов производ или да се фати некој циклус на производство, тука мислам дека дефинитивно можеме да бидеме подобри. Или ај вака да го поставам прашањето. Сега актива игра во според вас во премиер лига, серија, во најсилна лига игра? На европско ниво? Може би нескоро, меѓутоа можам да кажам да. Значи во Лига на шампиони. Бидејќи ние се бориме не со локалните компании, значи наши конкуренти се компании од Турција, од Полска, од Чешка, од Словачка, што спомнав, од Унгарија, од Германија, се фирми кои што веќе биле добувачи на нашите клиенти и сега како актива да се пронајде во портфолиото, како да добие повеќе, поголем дел од тој колач, така да тоа е конкуренцијата со која што се бориме во моментот. Тука мора да бидеме ценовно подобри, кој што спомнавме претходно. Мораме квалитетот да биде на највисоко ниво, односно не смееме да подфрлиме со квалитет. Исто така испораката, односно навремената испорака мора да биде без изговори, така да сето тоа треба да се искомбинира за да се игра во таа лига. Па добро, питно играме, така, тука сме. Доаѓаме од една мала земја и сега играте во Лига шампиони. Со фудбалски речник кажано, што не е мала работа. Што не е мала работа, значи нашите постоечки клиенти префрлаат производи кои што или успеваме да бидеме поконкурентни и подобри со претходни добувачи кои што спомнете биле во Германија, биле во Чешка, во Словачка, во Хрватска. Кога велите систем, имаат развиен систем, што е тој развиен систем кај нив подобар отколку кај нашиот мастер на и индустријското производство кај нормално во Западна Европа секако е многу постаро и има поголема историја отколку индустријското производство. Тоа секако да. Кај нас, така да како приватни компании, иако нели порано системот во поранешниот систем на овој простор имал сериозни производствени капацитети, меѓутоа при транзицијата доста од тие капацитети не функционира, така да актива е примерна компанија која што е изградена буквално од темел од нула. За да се или да се сега игра во таа лига и да се надпреварува со таквата конкуренција, Штип знаеме бил текстилен град. Да. Многу аспекти требало да поминат или многу промени во трудоинтензивноста за да можеш ти сега да имаш компанија со 280 заварувачи или 580 вработени кои што ќе работат метални компоненти, кои што ќе прават шаси за трамвај или шаси за машини кои што се користат во градежната индустрија, кои што тежат 15-20 тона, кои што се де факто доста комплицирани со толеранција во милиметри. А за каде правите за шаси за трамвај? Хрватска. Хрватска? Да. Право. Мене ми е интересно цело ова, кога го споменавте дека практично Штип се трансформира на некој начин. Текстилната индустрија полека како да го губи здивот, бидејќи после ковидот некако се случи да тргне надолу и не само тоа, некако се навикна кога е во прашање текстилот на поевтина работна сила од Индија, од Кина и така натаму. И некако Штип стана центар на металопреработувачка индустрија или грешам?
Ако некојаш било Скопје овде, Челичани и така натаму, Па не добро, дека да. немало во Штип, имало метална во Штип, имало кожарска индустрија, но текстил бил тој кој што Добро, како капацитет сега кој што постои, значи актива веќе под кров има собствени 50.000 квадрати како производствен простор, е сериозен индустријски капацитет не само во Македонија, туку на пошироко на Балканот, така да дефинитивно е препознаен сега како регионален металопреработувачки центар. кога се градеше фирмата, вие бевте ни доволно возрастни, но сепак не бевте ни мали. Очекувавте ли, го знаевте ли сонот на Николов? Што планира, како планира? Очекувавте ли дека ќе земе еден ваков замав цела ова приказна на актива? Познавајќи го татко ми, дефинитивно плановите секогаш биле големи, односно и кога почнал со компанијата 99 година, секогаш се стремел кон поголеми предизвици и кон поголеми чекори, е бил човек кој што е спремен да влезе во проект, во одредени процеси со цел да се постигне така да ни беше јасно од старт дека компанијата има иднина и дека треба да се следи само тој пристап, односно со континуирана работа, со континуирана едукација, со континуирано следење на техничките развој на машини, на технологии, може да не донесе таму кај што сме сега. Односно да не останеме неми на ако дојдеме до еден момент и мислиме дека сме најдобри и тука да прекинеме со нашиот развој или со наши инвестиции, тогаш нормално конкуренцијата ќе не стигне, дека ќе не престигне. Тогаш повеќе нема враќање назад. И некако природно беше и синовите да тргнат по стапките на неговиот татко или имавте други амбиции? Како што спомнав, ние сме дел, веќе бевме во некои години кога компанијата се формираше, така да и ние бевме дел од создавањето на компанијата, така да немавме предрасуд дека ние сега ќе или не го сакаме тоа да го работиме. Тоа е резултатот денес, односно ти не можеш да се натераш да останеш да работиш нешто 20 години и да успеваш ако не сакаш да го правиш тоа, така да никогаш не сме имале други амбиции. Сме пораснале со таа компанија, тука сме ги гледале нашите како можеме нашите способности да ги употребиме за да направиме одредени исчекори напред. Ќе кажат полесно е да направиш нешто, да го доведеш до одредено ниво на да го одржиш. И потоа одржувањето е особено недел на довербата може би многу значен. Колку е тешко сега тоа да доста. Не дека Николов или се повлекува па сега се на вас останува и ако тројцата работите, но сепак полека но сигурно ги преземате работите во сферација. Па не само да се обстане, односно и да се продолжи патот на раст, да се продолжи патот на успехот, како што спомна да се остане у топ 200 компании, топ 100 компании. Иако можеш да кренеш уште малку. Да можеш уште малку, дефинитивно е предизвик и нешто кој што бара сериозен ангажман, односно сериозна конзумација на време преку неделата. Вие сте млад човек. Во колку станувате? Во колку се водите? Околу 5. Што 5? Сабајле? Да. Во колку сте на работа и до колку сте на работа? Па генерално работниот ден започна околу во 7 и знае да заврши некојаш во 4, меѓутоа некојаш и во 10 научер. И нонстоп така. Значи во 7, така? Сега не говорам сабота недела, ама генерално тоа е денот. Тоа е денот, меѓутоа е нормално. Не е тоа тоа е дел од секојдневнието, меѓутоа тука се и одредени балансирање кај што на крајот од месецот, на крајот од годината се прават за да може да се има и нормален живот. Па добро, затоа викам сега не е само работа, вали има нешто што можеш да се опушиш, да излезеш со жена, деца во нормално некои денови ќе заглавиш и до касно на работа, меѓутоа има и денови кај што ќе можеш и претходно од работното време да излезеш надвор и да посветиш време на фамилија и да направиш некој патување, така да за да може да се декомпресира тој притисок кој што е тука и кој што живее околу нас. Ама мене ова некако ми е тетрис играње, затоа што кога се слушнавме со вас, чекај, не можам, имам германци, да ги испратам германците, ама не верувам дека ќе стигнам, ајде да оставиме за утре.
чека имам пољаци, мислам дека ќе стигнам, па на крајот и сега секој ден е Стигнав така. на време. Секој ден, да, стигна и пред време. Пред време. Секој ден е така? Не. Знаете, знаеш, то, например, се ти, тоа се состаноци кои што пак бараат концентрација, вие треба да Така бидете е. исконцентрирани на состанок, па треба да го видите процесот и на крај да дојдете на интервју. И тука треба да бидете сконцентрирани во смисла да не да внимавате што ќе кажете, но сепак. Добро, тоа може би некој вид на тренинг. Мгм. Тој ритам на живот те тренира да можеш да се справиш со такви ситуации. Не е секојдневие, меѓутоа се случува често да има повеќе настани во Мгм. текот на денот или на текот на неделата, кој што треба буквално да се избалансира до каде со кого и колку за да може да се постигнат сите цели. Најтешка одлука како директор. Најтешка одлука како директор. Секоја одлука која што е поврзана со иднината на компанијата е тешка одлука. Односно, секоја одлука која што ќе се направи не од страф, односно која ќе се направи посебно околу некоја инвестиција која што во нашиот дел секојаш инвестицијата е поголема сума, е одлука која што треба неколку пати да се преспие, да се пресече дали е тоа правилниот пат, бидејќи такви одлуки можат или компанијата да ја внесат во негативен Во сосема спротивен правец или на компанијата да добие, така да делот околу правилно насочување на конкретни инвестиции секогаш е тешка одлука. Дома те приметуваат кога си невознемирен, туку кога размислуваш, например, со сопруга споделуваш бизнис моменти, бизнис работа, што да Бидејќи правиме, сопругата мачи, работи ова. во компанијата, Аха. така да ги знае сите текови на работењето. Пробуваме да балансираме, не секогаш да дискутираме Не, за она што приносење на одлука некош. Колку тоа те е- води интуиција, па ја споделува со сопруга, Па па тоа со е- татко, па со тоа е со брат, не знам. многу битна работа и тоа го практикувам јас, мислам и како фамилија го практикувам, односно континуирано разговараме за секоја некоја машина, ситница, за било што се дискутира и секој мислење се зема во предвид и се надеваме дека голем дел од одлуките што сме ги донеле, сме ги донеле концепирани од тој разговор, од тој брейнсторминг, односно таа размена на идеи, можеби некогаш споделување на некој проблем кој што изгледа многу комплициран, многу едноставно може да се добие решение од другата страна, кој што ние, ако сме во тој ритам, во тој барабан, него ни гледаме решението поради таа причина. А бизнис профилирани, но знаат вака по име, но не сте од оние кои што имаат компанија со приходи од 50 милиони евра и која што би дигала чалом низ град, низ Македонија. Ајде анонимус може би прегруб збор да кажам, меѓутоа не е ни тоа, не е ни претерано појавување во јавност, некако така како успевате да станете нормален? Па генерално нашиот фокус е работата и фамилијата. Тие се два главни аспекти каде што нормално фамилијата е основата, кај што сите треба да бидеме сплотени, за да имаш ти задоволство да правиш одредени позитивни резултати во работењето. Сите други работи по мене се небитни. Надвор од тоа, така да немаме некоја потреба да не знам да искажуваме одредени како да кажам, Однака да бодеш очи во јавноста, народски кажа. Да, значи немаме потреба од тоа и мислам и тоа не е наш стил на живот, така да сакаме да се останеме таму од кај што потекнуваме, односно да имаме скромност, да сме луѓе кои што ќе си ги гледаме своите работи. И патем да си врви работата. Имате ли некоја приказна за некој работник што оставил трага во овие 30 години сега? Овој малку по-емотивен дел, бидејќи... Па можеби не само еден, мислам, во компанијата има вработени кои што се од основањето на компанијата, кога татко ми основал компанијата, кои што веќе работат свои 25-6 години. Кои што доживуваат и како своја. Кои што доживуваат и своја компанија, така да
повеќе позитивни примери на луѓе кои што дефинитивно направиле исчекор, односно направиле некои постапки за кои што иако не биле побарани од наша страна, на некаков начин значеле многу за компанијата во тој момент, на тој проект, така да може би нескорбно сега да се издвои еден работник, меѓутоа голем има луѓе, ние ги викаме, тоа се луѓе буквално кои што спомна и ти, кои што чувствуваат компанијата како своја, лојални луѓе кои што се грижат без да имат напомена од наша страна за одредени постапки, да направат исчекор, да донесат одлука, да направат нешто со кое што подоцна се гордееме сите. Успехот на секоја фирма, ја можеби сум микро, меѓутоа и на оние големите фирми, е кога работникот или кога фирмата делува како семејство. Човечкиот капитал, бидејќи сите оние машини, роботи што спомнав, се уште ние не живееме живееме во индустријски свет каде што човечкиот капитал е битен, така да негувањето на човечкиот капитал е основа за компанијата да биде успешна. На крајот од денот ти можеш да купиш машина, меѓутоа ти ако немаш квалитетни луѓе кои што ќе можат да оперираат и кои што ќе можат да ги управуваат тие процеси, нема многу, не би имало позитивен резултат. Така да човечкиот капитал, мислам дека на многу компании е битен фактор. Тој човечки капитал дефинитивно пробуваме како собственици, како луѓе кои што одлучуваат за многу работи да се грижиме најдобро колку што дозволуваат можностите. Како се носат одлуки кога сите гледаат во вас? Кога ги кажете, ајде за ки повели. Ајде. Значи, тоа се моменти каде што искуството пред се преовладува, односно кога треба се донесе некоја одлука од било каков карактер, мислам дека искуството е оно нешто што преовладува и кај што некои одлуки се носат интуитивно, меѓутоа таа интуиција не е само за да се донесе нешто одлука, односно да се донесе правилна одлука базирана на претходно искуство. Сме имале многу такви моменти, многу такви предизвици кроз работењето, односно што е правилната одлука, дали да се оди во еден или во друг правец, дали да се имало различни кризи кроз нашето работење, дали да се конкретно се отпуштаат луѓе или да се задржи и да се преброди одреден период, тоа се одлуки кои што дефинитивно оставаат белег. На падови реагираш емотивно? Можеби не е емотивно, меѓутоа на падови реагираме инстинктивно, гледаме од тој пат што е она што можеме да го извлечеме како поука, како тој пат да биде бидејќи падови се случуваат секаде. Апсолутно. Меѓутоа тој пат како да подеми падови нема. Тој пат да биде како најлесно абсорбирано, односно да кошта најмалку. И после тој пат да гледаме да научиме да донесеме одреден заклучок и со тој заклучок да се подигнеме горе. Така да дефинитивно од падовите можеме само да научиме и од тие падови треба да гледаме како да излеземе побрзо и поефективно. Сега, ако не се лажим, имате околу 40 на години, така? Во компанијата сте веќе на начелна позиција колку повеќе од една деценија, да кажеме. Каде ја гледаме актива за 10 години од сега? Актива за 10 години? Предпоставам, така ги правите вие големите компании плановите, таргети 5-10 години. Така е. Секогаш работиме со 5 до 10 годишни планови. Актива од компанија кој што спомнав, почнувајќи од 99 година со 5 вработени кои што имало, кој што работело одредени настрешници, конструктивни елементи за што се вика во гаража. После 25 години станал еден индустријски капацитет кој што ги исполнил тие 10 годишни, 15 годишни планови. Наредниот период дефинитивно се стремиме кон чекор повеќе, односно кон дополнителни услуги што ги нудиме кон клиентите, меѓутоа дефинитивно кон доаѓање до финален производ кој што ќе можеме да го пласираме на пазарот. Добро. Дали некој сте победиле поголема странска компанија?
ќе звучи дека секаде сме ние победиле и Добро. да, и Кажи, победив. Не биди скромен. Па, Да. па добро, бе, можеби примерот кога настапуваме кај компании, кај приватни компании каде што евалуацијата се прави од менаџментот на тие компании, не често сме во конкуренција со 4, 5, 10 доста поголеми компании од нас. Така да Значи, ако кажам дали сте победиле голема компанија, одговорот е сме победиле, некој сме изгубиле, меѓутоа од кога губиме исто од голема компанија, не го гледаме тоа како пораз, го гледаме дали можеме после да продолжиме да соработуваме со таа компанија или кои грешка, одлуки, потези или момент бил пресуден, зошто не сме били избрани. Добро, една Барселона или Реал Мадрид со фудбалски речник во вашиот бизнис сте победиле. Сме. Тоа е добро. Мислам дека треба полека да привршуваме со тоа што неколку брзи прашања. Профит или стабилност? Стабилност. Луѓе или технологија? И луѓе и технологија. Македонија или странство? Македонија. Ризик или сигурност? Сигурност. И на крај, Зуки дали вреди? Вреди. Благодарам што бевте во бизнес Благодараме на класа. Посакувам многу успех понатаму Благодарам на и поканата. што повеќе ширење на актива и да ги зацртате сите оние, како да кажем, планови кои што ги имате за 5 и за 10 години и поздрав до остатокот од собствеништвото или до Сашко. Благодараме на тебе и следам дека Македонија ќе има голем број на успешни примери како нас и ќе следат примери, а има успешни примери кои што може да ја позиционираат Македонија како индустријски добавувач. Благодарам уште еднаш. Беше ова Зоран Илиевски, еден од собствениците на Актива Штип, компанија од металопреработувачката индустрија, која што цврсто и сигурно гази не само на македонскиот, туку и на европскиот и на светскиот пазар. Вам, почитувани, ви благодарам што бевте на уште едно возење во бизнес класа. Се гледаме повторно за 7 дена и не заборавајте да кликнете лайк и subscribe на нашиот YouTube канал, кој што го гледате на екраните. Мишко Иванов. Довидување.